По 2-децениско организирање избор за најубаво новогодишно украсување, годинова кочанци не ќе можат официјално да се надпреваруваат во умешноста да го накитат својот дом. Локалната самоуправа нема да го објави вообичаениот конкурс за учество во изборот, со кој на најоригиналните идеи им се доделуваа награди. Од општината нема официјален став што е причината за одложувањето, иако токму средината на декември беше период кога се стимулираа граѓаните и сами да учествуваат во разубавувањето на новогодишната атмосфера. Факт е дека во последните неколку години интересот за пријавување на конкурсот беше во опаѓање, што најзабележително беше лани кога имаше само 4 кандидати и сите добија награди. Остануваат претпоставките дека можеби опаѓањето на куповната моќ и пренамената на парите за други поприоритетни потреби е една од причините за намалената заинтересираност. Од друга страна, и наградите што ги доделуваше општината беа скромни и нестимулирачки, со оглед на минималниот буџет што се издвојуваше за таквата намена. Поради тоа се доделуваа ефтини новогодишни украси, што само символично ја изразуваа желбата на локалната власт да им оддаде признание на најдобрите. Атмосферата на скромно одбележување на новогодишните празници ја дополнува и украсувањето на градот, за што се искористени неколкогодишните украси без значителни иновации и промени. Дали традицијата за избор на најубавите новогодишни аранжмани ќе прекине или е само пауза пред да се изнајде поинаков начин за негова реализација, ќе покаже времето.